Почитувани, добар ден. Стартуваме со најновото издание на Црвена линија. Додека во богатите земји министрите на работа одат со јавен превоз или со велосипед, македонската влада набавува возила од висока класа. Техничкиот премиер Талат Џафери не теши дека ќе било на лизинг и дека така било поевтино. Безбедноста пред се. Тоа што народот не може да се прихрани и да си ги плати сметките, воопшто не ги загрижува нашите избраници. Оно што секако ќе ве прашаме, тоа ќе можете прашање и да го најдете, се разбира, на нашата Инстаграм страница, односно нашиот Инстаграм профил, на Инстаграм стори, е дали јавниот превоз според вас е понижувачки за нашите функционери. Имате две опции за одговор. Да не кликнете на вашата опција секако, а резултатите пресметани во проценти секако ќе ги соопштиме некаде кон крајот на ова издание, поточно по рекламите. Меѓу другото, ќе ве потсетам дека се она што сакате да го дадете како одговор, ваш став, мислење, одговори, можете да го направите и на социјалните медиуми, како и секогаш, поточно на Facebook, Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме нашите теми, не има и на X, поточно поранешен Twitter. Но најдраго ќе ни биде како и секогаш да ве слушаме во живо со директно вклучување во Црвена линија. Затоа е доволно да го завртите нашиот телефонски број 02-307-0005, да се намали веднаш целосно тонот на телевизорот, за да не биде нели дека не сте вклучени, не слушате добро, има повторување или дека имате едноставно чувство дека некој друг зборува наместо вас. Како и да е, пожелно е и препорачуваме да не се зборува ниту преку спикерфон и интерфон. Што значи диалогот помеѓу нас и вас да биде секако преку слушалка. Немаме и вакво денес прашање. Што мислите? Зошто нашите народни избраници не користат јавен превоз кој што им е секако бесплатен? Верувам дека некој од вас, оглед на тоа што оваа емисија ја гледаат низ целата наша земја и низ целата територија на нашата земја, можете еве низ примери да ни кажете дали сте забележале некогаш во вашето место некој од функционери, се разбира и политичари, да користи јавен превоз, велосипед, можеби тротинет. Како и да е, одговорите ќе ги оставиме вам. А ако сте подготвени да почнеме, подготвени сме и ние. Па да го речеме и првото добар ден за првиот јавувач. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав до вас. Дали се слушам? Прв пат се јавувам. Како е темата? Сега пуштавте. Еве ќе почнеме вака. Зошто според вас нашите избраници, функционери, политичари не користат јавен превоз, иако им е бесплатен? Јас возам предвоз, платам 30-60 денари, платам. Но зошто еве нашите политичари или функционери не користат јавен превоз според вас? Или користат, може би сте виделе? Користам предвоз, користам. Не вие, туку политичарите. Дали е намален целосно тонот на телевизорот? Како и да е, граѓаните секако дека користат јавен превоз, возат и велосипеди, возат и тротинети, но она што сакаме денес од вас да слушнеме пред се зошто според вас функционерите, политичарите, нашите избраници не користат јавен превоз, иако им е бесплатен. И дали воопшто и сте забележале, може би некој од вас во вашиот крај, место од каде што ни се јавувате, сте виделе редовна пракса кај некој политичар или функционер редовно да користи јавен транспорт за под своите потреби, односно да оди на работа пред се така. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Да, поздрав и до вас. Поздрав и до вас. Прашањето беше дали користат и зошто не, така? Дали користат, еве, дали сте забележале и ако не сте забележале, зошто не користат? Иако им е бесплатен.
Така. Ја не сум забележал до сега, ама мислам дека скоро и да не го користат. Најубаво би било да го користат, али А зошто еве не го користат јавниот транспорт? Зошто еве не одат, например, со велосипед на работа? па не знам, јавниот превоз, например, кога би го користеле, за нив е тоа као понижување, знаете како. Сега, одеднаш од многу јаки лимузини у јавен превоз, тоа, знаеш, како од коњу на магара. Еве, дали може би не се чувствуваат воопшто безбедни со оглед на тоа што имаат јавни функции? Нема врска безбедноста со тоа. Никој нив не би ги нападнал, веруете. Нема и причина, нашиот народ е добар. Него најверојатно некоја суета, некој его, што ја знам, нешто има. Али мислам дека и кондуктериве, овие контролориве би ги симнале, така да, знаете, научени се на шверц. Како да јавниот транспорт им е бесплатен, така да не верувам дека имаат... Бесплатен? Вау, супер. Зошто да не го користат? Убаво е да го и користат. Ја би им дал по еден предлог, ја би им донирал, не знам, точаци, велосипеди, како сакате. Така, благодарам многу сега што се вклучивте во Црвена линија и продолжате да не следите, бидејќи до прва почнуваме, па ќе видиме и какви се одговори ќе слушнеме токму од вас. Добар ден. Ало, добар ден. Лјупчо, голем поздрав до вас. И од мене до вас. Ви се случило ли некогаш еве функционер, политичар да пресретнете во јавен превоз? Не ме смееш, жити, мајка. Добро, како сакаш да користат јавен превоз, а за да се откажат од 400.000 патни трошкови, денари, патни трошкови? Ај, кажи ми, кој будала да се откаже или да не направи далавера? Проблемот е искомплексираноста. Мислата на комплексот на виша вредност, викаат србите. Еве ја кој сум. Знаеш, ние граѓаните полно пати во дебатни емисии, некојаш имаш и понапред, како да се намалат трошковите. И викаме, предлагаме. Зошто мора да идат со своји возила на работа? Нека се воведат 3 автобуски линии, Гевгелија, која ќе ги собира Источна Македонија, Битола, која ќе собира Централна Македонија, и Охридска, која ќе ги собира овие од тамо Западна Македонија до Скопје да ги донесе на работа. Втората работа. Имате функционерска зграда наспроти железничка станица од 15-16 ката. Ајде да видиме кој живее во таа зграда, а пазете, имате пратеници кои имаат станови во Скопје на нивно име, прикажани на имотен лист, а наплаќаат 400 евра станарина. Тоа е проблемот. Како да се заработи повеќе, а на народот да му се продаде приказката, ете ние колку ве српаме и колку се тепаме за вас. Како она, знаете, познатата узречица што беше Бора Чорба што ја рецитира Јана Коњи, они доле, што ме воле. А еве, дали сметате дека политичарите всушност се чувствуваат помалку безбедно ако се пресретнат со гласачи? Ама кој ќе иде за нив у затвор, бе, што се... Тоа е некој комплекс на виша вредност. Така, благодарам многу за учеството и секако за вашите одговори. Сега малку ќе ви покажеме како изгледа кога граѓаните од автомобил го регистрираат преку својот мобилен телефон премиерот на Холандија, кој што оди со велосипед на работа. Секако ова е регистрирано и на YouTube каналот, така да еве ако може да покажеме, ова е еден стоп кадар како изгледа премиерот на велосипед кој што си оди на работа и еве неговата реакција кога забележува всушност дека го снимаат со мобилен телефон. Дали еве ова некој од вас го доживел од нашите политичари, дали сте ги пресретнале да користат јавен транспорт и секако еве додат можеби и со велосипед како тоа што го прави холандскиот премиер кога оди на работа. Можеби и со тротинет. Како да одговорите, очекуваме да ги слушнеме од вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Поздрав и до вас, благодарам. Срам да им е на политичариве, зимаат многу ефтини возила, овие се старомодни више, Шкоди, Пасати, Ауди. Ако немаат пари, ќе дадеме ние сите граѓани у Македонија по 300 денари, по 5 евра. Сега вредно е више се возат у Ролс Ройс, Бентли, тие работи, ова више е старомодно за нив. Ајве, ви се случило ли да видите во живо како изгледа да се вози еден наш функционер и политичар во јавен превоз?
нема да се возат, они се брзаат на работа, многу мислат за народот, така да ќе закаснат на некој состанок, па не може да изгласаат поголеми пензии или ово, и затоа многу се ангажирани, турбо им се овие состаноциве за народот, многу мислат, така да ако се возат по автобуси, ќе закаснат на некој састанок и не може да донесат некоја добра одлука за пензионери, за плати. И за тоа се возат у коли, ама срамота е више овие старомодни коли ги користат. Rolls-Royce, Bentley, Maserati да видиме тука некој... А еве во некој... јавниот превоз секако ќе се сретнат со своите гласачи, со граѓаните. Па еве сега да победиме и уште 4 години и ќе купиме нови автобуси, едно 200 комада и ќе се возиме тогаш у нови автобуси. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Препорачуваме да останете со нас и како допрва ќе слушнеме уште многу интересни одговори. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Ајде, Рачиново тука е. Ви се случило ли еве во својот животен век да видите како еден функционер и политичар користи јавен превоз, оди со велосипед на работа? Ја лично за мене може да зборувам дека 30 години навака јас по Скопје работам, само спиењето во Рачиново. И понекоја наша работа, така како што ми е надлежност мој, и јас уште ни еден го немам видено во јавниот превоз. Него имам видено кога ги стопират патиштата и семафорите што поминуваат баграта и ајдуклокот и дури со асистенција, со полиција, не знам што, со друго, со трето, пошто иде некој Бог зна од кај иде. Знаеш зашто тие не вршат јавен превоз? Затоа што тие се сами ајдуци и не смеат да се појавуват пред граѓаните, пошто ние ги гледаме се. И затоа тие мора да имат такви голема заштита, пошто се лопови. А вистинскиот кој работи само за своја плата, никој не го дира, понека биде и возвишниот, а не човек. А лоповите, ајдуците мора да се пазат од народот, од вистинскиот народ. И затоа ти Па не ли ви се чини дека користејќи го јавниот превоз ќе се зближат повеќе со своите гласачи? Па да, тие ќе се понижават, знаеш зашто? Така, благодарам многу и вам за вашето вклучување. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Еве, според вас, зошто функционерите и политичарите, нашите избраници, не го користат јавниот превоз за да одат на работа, се разбира со оглед на тоа што е бесплатен? Абе, види сега како стои работава. Значи, село Гори баба се чешла, криза невидена, нови коли, секои 2-3 години, а кај да старите коли дина, што ги користеле предходно, тие кај завршуваат? Се знае ли, има ли некоја трага за нив или нема? Тоа што прашаш ти, дали зашо не се возат во јавен превоз, ако влезе некој функционер у јавен превоз, ќе се расипе автобусот, поубаво вака нека се возат со коли. Според вас, зошто не се возат? Што мислите? Зошто е тоа така? Па не се будели да се возат у јавен превоз. Па зарем граѓаните се будели што користат јавен превоз? Како? Граѓаните зарем се будели што користат јавен превоз? Па не се будели, ама вие се од големото добро утро, знаеш, што е гордоста убива, кој ќе, знаеш, дојдеш на тој пиедестал, више не се сипнаш доле. Еве, видовме премиерот на Холандија си оди со велосипед, знае да си касне јаболко. Ама види, тоа е нормално за во другиот дел на светот или Европа, кај нас е све обратно. Кај нас функционера, ако влезе во автобусот пак ќе речем ќе се расипе, поубаво вака, и така нема автобуси. Таква е кармата кај нас. А еве не мора да е автобуса, велосипед или тротинет, еве и тоа е опција. Па добро сега, па ти кажам, не може тоа е... Знаеш, кој ќе... Знаеш, има една поговорка, ќе напуни вошката, меот ќе дигне пашката, така да... Сит гладно го не верува. И така да тие се тие работи. Така, благодарам многу и вам за учеството секако во Црвена линија.
Она што е интересно, дури и председателот на Австрија Александар Ван дер Белен е интересен дури за своите сограѓани со оглед на тоа што се води многу скромен живот, односно така се живее повеќе години наназад. Интересно е дека не користи, се разбира, ниту пак обезбедување, се оди пеш на работа, никогаш користи и метро. Па еве, дали тоа е возможно за нашите функционери и политичари? Дали ви се случило? Може би еве вие сте забележале функционер и политичар кој што редовно си оди на работа, секако со велосипед, може би тротинет, или пак го користи јавниот превоз. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Добар ден, сеам Битола. Голем поздрав до битолчани. Па еве, во Битола сте затекнар или политичар или функционер кој води... Не, таква шега не постои во Битола, нема, не може да види. Ние си купуваат возилца како што сака, како што му одговара. Добро, додека има ваков народ и има и така. Како поговорката, додека има овци, има и волна, што е нормално. Инаку тој на Холандија можам да речем дека по наше битолско речено е шупелка. Зел точака, бе човече, купи си нешто по-добро, рекој, што викаме таму најмодерно возило што постои, не му знаеме ние те марките. Глупости точак зел, сам дека е срамота те резили. Ние дека нас ќе го исмееме и ќе му речеме види го клошарово она, а иако сме засмеја сите и онака. Така? Не сметате ли дека еве граѓаните ќе бидат фасцинирани дека ги користи бенефитите кои што ги користат и граѓаните? Не, ние сме научени да гледаме други глупости, нема врска тоа, нема ни да го забележиме, не. Ние се нешто однапаку работиме, така ни е менталитет. Значи сметате дека ќе најдат на осуда доколку нели почна да го живеат? Ние што не треба, тоа што треба не го судуваме, така. Така, добро. Благодарам многу и вам за одговорите. Еве, оно што секако не е изненадувачки, никогашниот премиер на Велика Британија Борис Џонсон има фотографија како со велосипед се движи низ лондонските улици. Еве, дали ви се случило досега за својот животен век да видите наш функционер и политичар кој што еве на работа оди и се движи со велосипед, сега веќе може и со тротинете и секако еве и во јавен превоз. Добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Вака, прво тоа не се случило, ни ќе се случи. Шетат меѓу луѓето кои ќе се изборите, знаеш, да придобијат гласови. Тогаш се актуелни. Јас да ви кажам едно искуство за во Југославија. Значи имав прилика, мојот шеф беше делегат во собрание на Македонија, од Прилеп. Си патуваше, си земаше плата од фирмата кај што работеше, а до Скопје имаше привилегија со Пелагонија турист картичка, имаше бесплатно да се вози. Таа е привилегија. И доколку станеа подоцна, во хотел Holiday Inn има неколку соби ќе преспијат. Кој му плаќал дневница, кој му плаќал оние бенефици. Тоа е појмовно име, а нашите, денешните, господа, ни случајно, тие не може да замислат тоа пешки да одат. Мислам, испод чест му е тоа. А овие патува и сега треба да му се 500 денари ако е картата, толку да му се дозволи. Па тој ако сака и со хеликоптер нека оди во Скопје. Мислам, тоа е реално. Да му се признае автобуска карта. А тој со што сака нека оди. Како што беше во Титова Југославија. Сметате ли дека ќе биде безбедно, еве? Сметате Мола? ли дека од безбедносни причини всушност не го користи? Нема врска. Абе, кој ги гледа, не ги ни познаваме, а не безбедносни. А тоа не, ти мислиш Запад. Благодарам многу и вам за одговорите. Еве што споделивте какви увид имате низ вашиот живот, како некогаш всушност имало и ситуации кога токму се користеле тие
бенефиции, односно кои што биле далеку поедноставни, односно се користел јавниот превоз, она што го нудел градот за потребите на функционерите и политичарите. Што мислите, еве, зошто политичарите, функционеристите не користат јавен превоз или може би користат и сте ги забележале како такви да одат на работа со велосипед, ке повториме, денес може веќе и со електричен тротинет, а сега кој еве дали ви се случило да забележите функционер или политичар кој што се вози со јавниот превоз? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Па вака. Најлошо е кад се селја по кондири. То да тргнеме од тоа. Значи, овие се сите бивши селјачини кои што ете народо се ставиле на некој список таму за пратеници, за што ти ја знам, за функционери, едно друго, народо ги избрал и сега, ете, тоа е тоа. Сега се покомдирани тикви, тука е цела работа, мора да бидат некои нешто. А за да бидат некои нешто, треба да му покажат на народот. Се возат во некоја службена кола, во некој пасат или што ти ја знам, какви коли се нема, со флешери, со што ти ја знам, 300 чуда. Така да, тоа е тоа. А друго, имаме и доста мафијачи меѓу нив. Меѓу политичарите. Значи, замешани се во мафии. Му припаѓат на една група на мафија, му припаѓат на друга група на мафија, така да можат да бидат пукани од некој, значи, на улица. И од тоа им е страв. Исто така. Значи, од тоа се плашат. Така да барат обезбедување, барат, што ти ја знам, 300 чуда, барат возач, службена кола и така да тука се веќе горе-долу безбедни. Вие веќе е видено, веќе ете на глас. Благодарам многу за јавувањето и во продолжение ќе ви ја покажеме и премиерката на Шведска, која што не само што си го користи велосипедот, туку едноставно облечена и секако демонстрира како и го врзува својот велосипед, односно го паркира слободно, ќе кажам, дали може да покажеме. Така еве како изгледа премиерката на Шведска. Дали ова, например, пракса која што ние ќе ја доживееме во нашава земја, некои од функционерите и политичарите се разбира со велосипед или пак тротинет или пак пеш, еве може и пеш, се разбира, или пак со јавен превоз, со автобус да одат на работа. Може би сте регистрирале таква ситуација, па еве да слушнеме што мислите. Добар ден. Добар ден, Велјано Дохрит. Голем поздрав до вас. Возможно ли еве како премиерката, например, на Шведска да се оди со велосипед на работа? Па така, прво јас ќе ги поделам политичарите во две категории. Значи, северноевропски и балкански. Тие што се во северноевропскиот дел, тие не се срамат да одат со велосипед, со тротинет, со метро или пешки да одат. И тие сакаат да се движат меѓу народот, да ги слушнат проблемите на народот, сакаат да видат како живее сопствениот народ, во кои услови се движи, што доживува неговиот граѓанин кој што го донел на тоа место. Меѓутоа, нашите политичари не се исто како швеѓаните, да речем. Нашиве се кријат од тие што ги донеле на власт, затоа што не го исполниле оно што треба да го исполнат за сопствениот граѓанин. Тие позади нивното имунитет се кријат. Значи, и кога ќе се заминат од тоа место, да ако може никој никогаш да не ги види, затоа што оставиле црно петно, значи не исполниле оно за што се таму ставени, секогаш го гледале личниот интерес, не на граѓанинот, кој што се, значи, оставил можеби и работа, да оди да гласа за тој господин или господја. А додека во шведскиот, да речам, Финска, Шведска, натам во тој дел, тие се борат.
Благодарам многу за јавувањето. Одно што е интересно, кога веќе зборуваме за Шведска, интересно е што политичарите всушност живеат во мали станови и се возат исклучиво со јавен превоз, а со оглед на она што е традиција и редовна пракса во овие земји, како што и Холандија и Данска, па и Шведска, најчесто како јавен превоз се користи велосипед. Дали тоа може да се случи во Македонија и зошто нашите политичари, ако не со велосипед и тротинет, не користат јавен превоз како што користат и останатите граѓани, со оглед на тоа што им е и бесплатен? Добар ден. Добар ден. Ве гледам, ве слушам и сега ве го повторите зборот дека политичарите имаат бесплатно. Зошто? Ало? Да, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот, за да немате мака со слушањето. Јас ве слушам, него зошто политичарите, ве прашувам, зборувате дека имат бесплатно. Ама мојот телевизор е исклучен. Добро, продолжете. Еве, зошто политичарите не користат јавен превоз? Зошто не користат? Зошто кога има овци регистрирани, ќе не стрижат како они со заказ. Зашто? Зошто имат бенефиција они, а ние немаме? Зошто политичарите не користат јавен превоз? Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Ама зошто не користат? Јас имам пример, јас сум од Шентон. Добро. Се возам автобус пред Икс време, а ја узам за сега 2-3 недели, ја сретнувам Албанка е. Сузана, мислам дека се вика Сузана. Добро. Беше порано подпредседател на собрание или што беше, не знам точно. Јас нејзе ја гледам често пати, оди на пазарче пешки и пешки се враќа. Оди у автобус се качивме заедно и до дома она дојде пешки. Во автобус баш ме интересираше, не плати карта. Не видов да чукне карта на тоа што треба. Значи, тоа ме дирна дека Така, благодарам многу. Пред се еве што споделивте дека сами сте биле сведок на тоа дека еве постојат исклучоци кои што одат пеш, користат јавен превоз. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Еве, вие дали сте биле досега сведок да пресретнете функционер, политичар кој што користи јавен превоз или оди со велосипед? Да. Јас сега ќе ви кажам само нешто спротивно досега што ги слушнав пред мене што се јавија. Меѓутоа, моето гледање е другачие. Така да јас се јавувам од Холандија. Баш за руте што покажате сликата. Баш ми е драго. Еве. Да, тоа се, слушајте да ви кажам, тоа се све добри, тие се други држави. Нашиот народ не треба баш така да гледа со други слики, затоа што тие се обезбедени со превози и блендирани коли и најскапи коли. Меѓутоа покажуваат во јавноста малце како реклама дека можат и со точак и тоа и дека се слободни низ народ да се дружат. Тоа се малце политички ствари што народот тоа треба да го разбере. Меѓутоа кај нас имам видено. Груевски го видов со точак, од Левица го видов Апасиев со точак како оди на работа. Значи сум видел, а по државите сум видел и ништо не ме чуди, тоа се само за мене чиста реклама, народот да види да ме кеве јас одам со точак. Меѓутоа сега кажувам за политичариве, зашто не одат со градски сообраќај? Па слушајте да ви кажам, моето мислење не би бил политичар ако оди со градски автобуси со точак и тротинет. Тоа е малце во светот, ја не сум видел, тоа се реклами што покажуваат друго, а друго е вистината. Значи, они се обезбедени, они имаат свашта имаат и обезбедување и коли, меѓутоа, они сакаат да се подвижат. Дали се уште ви имаме на линија? Да. Они сакаат да си прават сами себе реклама. Јас сум за да купат коли, значи јас сум за тоа политиката и политичарите да одат со службени коли, меѓутоа со норма на државниот буџет и колку заслужуваат тие во цена на коли. Така, големо благодарам и многу ни е драго еве што не следите дури од Холандија, па еве ни предочивте директно оттаму всушност каков е вашиот печаток и во однос на тоа што еве и холандскиот премиер е регистриран како оди со велосипед на работа. Добро, продолжуваме понатаму, еве да видиме што ќе кажат останатите гледачи кои што ќе ги вклучиме. Добар ден.
Здраво, Тина Фина. Голем поздрав и до вас. Најпроблематични се како предходникот. Не, тој или при очи е слеп, или нема врска со Холандија. Глупости, тешки. Не пред 50 години што сум бил во Шведска, сум бил во периодот кога е убиен Улов Палме. Како одеше на кино и секаде, сам со сопругата. Ана Линд ја убија во продавница. Полицијата, додека не ја убија Ана Линд, не носеше оружје, носеше електрични со 9 волтна батерија пистоли, па некои срчеви болесници, проблематично беше и почна веќе после убиството на Ана Линд да носи оружје полицијата. Значи тој е глупости, тој е некој прикриен партиски полтрон. Ма какво граначалничката на Телебург? Ма какво возило? Таа се движи секаде. Тој има возило за општината по потреба. Какво движење, какво изигрување некој лице правење. Глупости тешки. А овде, кај нас, основно е нормален суд, страф од казнивост, првично, за да почнат да преминуваат да се плашат од судот, од казнивоста, имунитет да се укини за секого, и нормално ќе си биди све во ред, да не се осмили некој да преговара со судија, адвокат или некој сличен, да нема имунитет во тој период. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Еве досега слушнавме најразлични одговори, ставови. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам, голем поздрав и до тебе. Да ти кажам најискрено, до сега не се уклучував 2-3 дена, зашто темиве не ми беа погодени, а денеска ми ја погодисте. Сега, пред гледачот кажа, од кај се јави, не знам, дека треба да се набават возила, не треба, Тина, да се набават. Нели цело време не убедува дека војната во Украина, па корона, па морона, па нешто не се случи, нели кризи, па не може плати да се качуваат, па не може пензии. И па сега од кај пари па да купат возила? Значи, Тина, тие нели си имаат пари, тие си имаат пари да си купат коли, не ми е јасно зошто да купуваат. Ајде, зошто не користат јавен превоз? Ви се случило ли да видите функционер, политичар, да се вози во автобус, на велосипед, на тротинет, да си оди така секојдневно на работа? Јас да ти кажам, сум го видела градоначалникот на центар со тротинет, ми се чини, сум го видела 2 пати. Дека тука на Рузвелтова живеам, вајда тука близко живее, па си оди со тротинет, мислам, го видов 2 пати. Сум ја видела Гордана Селјановска пешки, како пешач, ама не знам кај оди, на пазарче тука, нели? И друг никој не сум видела. Зошто не влегуваат во автобус? Па они се толку внимателни, си викаат ајде во таа гужва, па да не им правиме гужва на децава. Они толку внимаваат, знаеш како имаат толку емпатија во нив, па викаат сега и старциве се возат со нели бесплатно се возиме и ние, па викаат ајде сега ние да бидеме фер. Значи крајно се безобразни, Тина. Благодарам многу за јавувањето. Продолжете да не следите секако. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, Синка. Баба Роска, драга, одамна не сме ве слушнале. Так, па се место на други. Така е, па еве, баба Роска, дали ви се случило за живот да видите како политичар, функционер оди со велосипед на работа, може би тротинет, со автобус? Па види, сине, ја вака ќе кажам. Зошто Груински го истера од Македонија за едно возило што купил и они го користат. А они сега пред избори ќе купуват, тоа е некој план да ни маткат очите нас. Али нема да ни успее, ние не пасеме траве и ние не еве зошто не се возат функционерите и политичарите со автобус според вас? Па голема работа е зашто да се возе, ко може и за приватно да ги користе. Ама не се они само криви, многу пати сум го кажала и пак ќе го кажам. Не може, не се само они криви, некој ни дозволува тој да го прават. Добро, кој им дозволува? Па кој? Ние, тие, другите нашите, там предавници што за мала пара се продават. Тие. Сметате ли добро да се пресретнуваат секојдневно со своите гласачи во јавниот превоз кога си одат на работа како сите граѓани? Како ќе се сретнеме кога они се у кола?
Благодарам многу, баба Роска, за јавувањето. Продолжете и вие секако да не следите, како што и не следите редовно. Добар ден. Добар ден. Добар ден, на линија сум. Да, на црвена линија сте, повелете. Јас сум Ајановски Ташо. Поздрав, Сашо, до вас. Владата ќе набави возила за 1.600.000 евра. Така? Сашо, дали сте доживеале да видите, дали сте... Затоа што не слушате ли, Сашо? Точак, а Улов Палме возел точак и таа што кажавте од Шведска си воза точак, а на Улов Палме која возел точак поред Вардар кај нас, да речиме, го тепале некои битанги. Ме разбирате? Значи, од безбедносни причини треба да возат службени возила. Точак и зимат коли за да бидат обезбедени од атентатори како на Улов Палме. Ме разбирате? Добро. И тоа е проблемот. Тие се плашливи луѓе. Тие возат блендирани коли, а што кажа претходната гледачка, што купил груевски, они сега се возат, тој е автомобил тенк на руската тенк не го пробива. Ни американски, ни европски, ни НАТО не го пробива тој Мерцедес. И затоа се тие такви плашливи да се возат со авто. Благодарам многу за вклучувањето. Секако ќе ве потсетам оние кои што нема да успеат да се вклучат во живо, секако вашите одговори можете да ги напишете и на нашата Facebook страница Црвена линија. Денес објавата на темата не изгледа вака. Значи, прашањето е и за оние кои што не следат на Facebook, дали јавниот превоз е понижувачки за нашите функционери. Борче Јовановски напишал: нашите политичари, етика и морал е далечна работа. Се однесуваат како да сме најбогата земја во светот и не ги интересира што мислат граѓаните. Филип Самуиловски напишал: споредба со Шведска правите, темава е промашена и односот ваш кон јавувачиве. Слушам дека некој е при крај со коментар, оставете го нека докаже. Премногу глумите швајцарци. Не глумиме ништо, но благодарам Филип Самуиловски за вашиот коментар. Продолжете, останатите секако да се вклучите во оваа дискусија и преку Facebook. Конкретно прашање од Црвена линија до гледачите е зошто всушност нашите изабраници, политичари и функционери не го користат јавниот превоз, иако им е бесплатен. Дали ви се случило да за својот животен век забележите функционери и политичар кој што редовно си одел на работа со велосипед, а денес веќе може и со електричен тротинет. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. И до вас голем поздрав. Па, јас да сум, да речеме така, политичар, би користил точак, бидејќи јас точак обожавам. А за јавен превоз би се користило, меѓутоа да е, знаете, како швајцарски саат, што велат точно во, или јапонски воз или автобус што доаѓа точно на време. Вака е непредвидливо. Сега некој може да задоси на работа, ама некој може, ајде за идење од работа, ќе се отиде покасно, не е тоа проблем. Но има и тука тој психолошки момент. Јас сум од првот и додам да се гужвам тамо во автобус. Понижување, макар да може да се оди со тротинет, нели, со точак, со моторче или со собствено возило. Не со државно возило, тука нека ми простат. Со свое возило, кај сака нека оди, кога сака нека доаѓа да се оди од работа. А поентата ми е, краткото паметење изгледа заврши. Груевски го зашто го осудија? За возило што сега го возат. Кај е оној од Струга Смерко, како се вика? Па уште се подбива со јавноста, со граѓаните, со народот. Не можел да седи во ефтино возило. И од кај пари за овие сега, ајде да не бидам груп, апаши. Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија.
Господине Тале, добар Тина, ден. дали купија едно комбе за брза помош оваа власт, туи СДС во овие 7 години, дали си слушнала дека купија едно комбе за брза помош за болни луѓе? Ние зборуваме сега вака да ни кажете дали сте сретнале за живот да видите некој да се вози со автобус еве на работа од функционерите и политичари. Абе, каде што зборуваш така ти? Тие се црвена буржуазија, како тие се господа. Тие се господа, не се како мене, како нас, македонци не бајњати, нели? Што сме за Македонија, што сме невработени, што не бркаат од работа, што не мразат, што не казнуваат дека сме за Македонија, што во име знаме македонско и насуд не дава како менкиновски, така? Тие се црвена буржуазија. Нив Тито ги научи да прават нише врата, земе плата. Учи да не работиш, така? Тито, нали, одеше, имаше 85 најлуксузни своји возила, ама Ченто немаше возило за него. Панко Брашнаров одеше во стари скинати јалишта, својата плата ја давал на својот сиромашен народ, како функционер. Значи имавме ние, како во Шведска, скромни функционери, Ченто, Панко Брашнаров. Ченто не сакал за него луксус, палати, вили и други работи, не сакал да го чува стражар. Ама зато губија. Отијадал со партизаните Иса Чорба, Иса Манжа, ама овие Колишевски, другите, сакале да бркаат луксус, оти беа лажни комунисти, како... Благодарам многу за јавувањето. Да, зборуваме сега за денешницата. Еве, дали сметате дека е можеби и подобро за политичарите и функционерите да се пресретнуваат со својот народ, со своите граѓани и гласачи, доколку секојдневно го користат јавниот превоз или одат со велосипед, тротинет и така натаму. И дали сте забележале, еве, функционер, политичар кој што така оди на работа? Добар ден. Добар ден, во програма сум. Да, повелете, ве слушаме. Се јавам од Скопје и за тема да се јавам за... Така, ве слушаме. За јавен превоз, не знам, ја таксиста работев долго време, 32 години, не сум се возел у јавен превоз, не сум видел, али у моја кариера сум го возел код Цетрејановски 3 пати. Радмила Шехеринка ме стопираше, не изостанав нешто нервозен против СДС и не изостанав за инат. И Стефче, овој председател Пендаровски 2 пати го имам возено, а за овие возилата сега, пред избори, овие се земени ради провизија. Да земат провизијата они, да не земат другите. А зошто еве не се возат со велосипед, например, на работа, со автобус? Абе, кај нас треба, значи, чим заврши работно време, службеното возило у гаража, дај ги клучеите ваму и готово. Треба тоа да се направи, а не кој како сака службени коли, земи си и оди си. Кај го има тоа? Анархија го нема, значи нигде го нема тоа, нигде. Со службени коли децата у школа си носат у градинка, а не они со автобус. Како автобус тоа е? Поим за нив. Така, големо благодарам и вам за вклучувањето од Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Вака, Скопје мал град, не е голем и пешки може да помине низ центар, не му треба ни автобус, плюс то и со автобус може да се превези. Плюс то собранието, например, владата мора да си има собствена гаража, собствени возачи и возилата под контрола. И излага однатре со налог. На 300 метра со налог. Ама видиш што е проблемот кај нив. Еве ќе го земам Груби. Тој зел службено возило, го дал на комшијата. Што се случува понатака? Он полни гориво, троши гориво и за сите коли дома што ги има. Сметки земат од горивата што троши ги правдава му. Ноќ и дење возилото е кај него, службено, кај го има ова? Кај го има? Пашибузлук, анархија. Целата работа е во власта. Не сака да постави ред да се знае што значи, како значи. Како сака он нека иде на работа. Кој ќе дојде на работа, кој има потреба, дојде негде, ќе оди со возило службено и ќе го вратат. А овие
Целата работа е само да парталат, да дрпат. Ова нигде во никоја држава не се прават од кај нас. Нигде не постои. Каков модел го измисли, ја не знам. И плюс да не одговараат. Имунитет си ставиле. Благодарам многу за јавувањето. Еве што напишал Пандемониум на Твитер. Зошто функционерите не земаат патни трошоци, ама да се возат во автобуси и возови? Да видат малку како му е на обичниот човек што не ни има превоз. Сакаат со кола? Нека повелат и нека си плаќаат сами, инаку исклучиво со бус и воз. Може тогаш ќе им текне нешто да средат. Па еве зошто не користат јавен превоз, не си одат на работа со велосипед, со тротинет. Што мислите вие? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Фала. Ало? Да, ве слушаме. Еве, зошто не го користат функционерите и политичарите јавниот превоз? Добро. Ја има едно контрапрашање. Добро, во ред. Ја има едно контрапрашање. Зошто владиките не користат јавен превоз? Добро, еве зошто не користат? Ајде, ваше мислење, еве и од луѓе нека Еве, дали сметате дека сето тоа од безбедносни причини или е понижувачки? Како ви се чини? А зошто да се плаши владиката дека некој ќе го тепне? А еве политичарите, функционерите одат со јавен превоз. Па сепак некоја функција имаат тие, а владиката зошто? Кажете ми кого, еве, кој да ги пофалиме јавно дека навистина го користат и јавниот превоз и одат со велосипед. Добро. Дали го имаме гледачот се уште на линија? Благодарам многу за јавувањето. Еве слушате какви одговори, па дури и прашања поставуваат гледачите, па да видиме понатаму што ќе слушнеме од останатите вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во црвена линија сте. Поздрав. Јас најдобро можам да ви опишам зошто не користат јавен превоз. Затоа што јас во МВР работев на бензините. Добро. Не функционерите што идеа со службени коли, него за едно возило за бензин се трошеше 1 тон бензин месечно. Јас за тоа бев и киднапирана и се, затоа што големи милионски суми криминал правеа со бензинот. Гордана Јанкуловска ме однесе во Куманово, ме размести во СВР Куманово до 23 навечер, 2 од 23 без денар да ми даде за патување, а на началникот од овде што го праќаше таму, милионски суми пари му исплаќаше за неколку години што беше таму началник. А јас, заради тие откривање што ги направив, јас 11-та година немам пензија со одработени 40 години. Затоа што немаме ние кај нас. Ме слушате? Да, продолжете. Да, ние кај нас немаме ни закон, ни суд, ни обвинителство, ништо не функционира. 33 години само една криминална банда ги менува. Така, големо благодарам и вам за учеството во црвена линија. Сега дојде време да ги проследиме и рекламите. А како што и секога следува по рекламите, време е да ги соопштиме пресметани во проценти и резултатите од денешната Инстаграм стори анкета. Заследете на Инстаграм, учествувате во утрешната. А на оваа денешната, на прашањето дали јавниот превоз е понижувачки превоз за нашите функционери, со да одговорија 71%, со не одговорија 29%.
Како и да, големо благодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија, но и топло ве поканувам да продолжите и да останете со мене со цел да ве префрлам онаму каде што е забавно и преполно со награди. Заврти на Тилма стартува за кусо време, па да ве подготвам некој денес од вас, онака за четврток да се освои нов телевизор на кој што веќе може би утре ќе ја гледа Црвена линија. Еве и неколку прашања кои што секако ќе бидат во квизот. Дополни ја поговорката. Ти кажувам, Керко, сети се кој? Потоа имаме и вакво прашање. Кој е автор на неподносливата леснотија на постоењето? Во кое море завршуваат водите на реката Брегалница? И ево уште едно прашање, како името на едноокиот џин во грчката митологија. Се гледаме за кусо време во Заврти на Тилма, а сите вас од Црвена линија уште еднаш благодарам и ве поканувам да се слушнеме повторно, но овој пат со цел некој од вас да освои не само многу награди, туку и се разбира фрижидер.